Зимата си ги покажува своите заби. Минусните температури, снежниот бран и доста студеното време на кое сме сведоци сите е главна причина за зголемениот број на граѓани кои се повредиле при пат на снегот. Се знае ако се случи сепак некој несреќа, пат и набиеници или скршеници, прво и основно треба да одат веднаш да се јават на лекар, па тој ќе оцени дали е потребно понатамошно преземање на мерки како што е репозиции, имобилизации, лекови и слично. Тоа е неминовно, јас препорачувам да не луѓето обично имаат обичај да одат кај надри лекари, со кое нешто се губи време, а може да се направи штета, може да дојде до зголемување на отокот и до понатамошни пречки во лекувањето во случај на повреди. Деновиве кога живата на термометарот е длабоко под нулата, кај пациентите кои страдаат од пореметување на циркулација на крвта, болките се со поголем интензитет. Или кај хроничните ревматичари и кај луѓе кои што порано претрпеле повреди на коските, дека се зголемуваат тешкотиите, односно болките во зглобовите и во мускулите, значи тие по-тешко го поднесуваат студот, а тоа значи дека се препорачува да имат топла облека, да не бидат изложени премногу на студ. На овие минусни температури покрај редовната терапија, лекарите исто така препорачуваат топли оброци, чаеви, топли супи и многу витамини. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува граѓаните секогаш кога е можно да се движат по тротоарите, а доколку не е, тогаш да го користат крајниот лев рап од коловозот. Избегнувајте да носете торби и други предмети кои ја нарушуваат вашата рамнотежа. Никогаш не се движете со рацете во джеп. Секогаш преминувајте улицата на пешачки премин и носете соодветна облека за овој период од годината. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата покрај овие совети апелира до пешаците на максимално одговорно учество во сообраќајот, бидејќи според статистиките, секоја година околу 1/4 од вкупниот број жртви во сообраќајот се пешаци.